Уште нецели 4 дена останаа до изборниот молк пред локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Изборните активности на партиите продолжија и денеска. Граѓаните на социјалните мрежи реагираат дека очекувале во кампањата повеќе да се говори за конкретни комунални проекти и решенија за повеќегодишни проблеми во нивните општини, отколку за државни теми. Во денешната изборна хроника ќе започнеме со емитување на интервјуа со кандидати за градоначалници на Скопје. По извештаите за настапите на кандидатите ќе може да го погледнете интервјуто со Башким Бакију од Вреди. Мој приоритет е вистинска реформа на јавните предпријатија да им служат на граѓаните, а не на партиите. ЈСП се модернизира со нови еколошки автобуси, електронски систем за наплата и брз автобуски транзит, за да се воспостави јавен превоз што функционира. Комунална хигиена се ревитализира со современ центар за селекција и рециклажа, редовно собирање отпад и конечно решавање на врдариште. Во паркови и зеленило се отвара нова ера, 10.000 дрва и 15 нови паркови за 15 месеци. Ќе воведеме субвенционирано банско лекување, континуирана здравствена грижа и рехабилитација, подобрени услови за домување и можности за активен општествен живот. Целта е да обезбедиме пристојна, здрава и достоинствена старост. Со проектот 2500 денари за пензионерите со најниски примања, ќе обезбедиме финансиска поддршка за оние кои живеат со најмалку средства. Оваа мерка, која веќе ја воведов во општина Кисела Вода, ќе ја прошириме на ниво на целиот град. После толку години искуство во областа на градежништвото, после многу години мој општествен ангажман, особено во областа на струката, пасивно да наблюдувам што му се случува на овој град. Решив, ако сакате и мазохистички, да тргнам во оваа битка, за да со своето знаење и со своето искуство му помогнам на градот и на моите сограѓани. Кандидатот за градоначалник на Скопје од Гром Александар Трајановски денеска го представи новиот проект од својата програма Искуство за успех, изградба на современ скопски експо центар на местото на поранешната касарна во Бардовци. Денеска сме овде на периферијата на Карпош и Бардовци пред локацијата на старата касарна, простор кој е запуштен и затворен повеќе од една деценија, изјави Трајановски. Во минатото овој простор беше предлаган за спестување на бегалци и мигранти, што со право предизвика револти и протести кај граѓаните. Наместо да остане символ на отпор, ова место треба да стане символ на развој. Според проектот, новиот скопски експоцентар ќе се изгради на површина од 86.000 квадратни метри и ќе представува ново сајмиште на главниот град. На 13 милиони денари, а во наредниот мандат истиот двојно ќе се зголеми. Преку мурали, концерти и настани ја промовираме македонската култура, јазик и уметност. Во Дебар Мало ги овековечивме душавата азбука Горан Стефановски и Александар Џамбазов. Создадовме традиција со концертите, нешто што ќе остане, вечер под звездите, центарска симфонија и фестивалот на живи статуи, Центарски улици. Продолжуваме да го чуваме. Училиштата и градинките ќе имаат 24 часовно обезбедување секој ден, безбедни патеки, огради и јасна сигнализација, за секое дете да пристигнува и да си заминува безгрижно. Центар мора да стане пример за општина што го негува знаењето, ја штити детската радост и ја гради иднината со љубов и визија. Ќе обновиме секоја училница и градинка, топли простории, енергетска ефикасност и современ изглед што поттикнува креативност и љубов кон учењето. Децата од аеродром заслужуваат простор каде ќе растат здрави и силни. Затоа градиме затворен базен кој ќе биде функционален цела година. Учениците од 1 до 4 одделение ќе имаат бесплатни часови по пливање, а училиштата ќе добијат поддршка за спортско пливање и ватреполо. Со ова вложуваме во здравјето, спортот и иднината на нашите најмали. Нова детска градинка во Стопански двор. Проект кој што долги години го очекува и го заслужуваат жителите на
населените места Ново село, Стопански двор, па и дел од Волково. Ги интензивираме работите на објектот. Објектот се гради и очекувам во најбрз можен рок истиот да биде завршен. Тоа ќе значи зголемување на капацитетите во нашите детски градинки за дополнителни најмалку 120. Потегот позади мене ќе изградиме нов модерен плоштад со културен дом. На оваа тематика работевме во изминатиот период, успеавме да ги надминеме сите имотно-правни проблеми и успеавме да направиме еден убав модерен проект. Стивчо Јакимовски ги уништи Карпаш 3 и Карпаш 4. Ке повикали Маја Мојсова во втор круг да се гласа за него. Стивчо Јакимовски ги уништи Карпаш 3 и Карпаш 4, нема нови зелени површини, нема нови паркинг места, нема нови содржини. Во Карпаш 3 во Лептокарија вети подземен паркинг со фонтана и шеталиште над паркингот. Инвестиција која најавуваше како најголема и најважна во неговиот мандат. Денеска јавно укажуваме на скандалозен судир на интереси, непотизам и директна злоупотреба на изборниот процес во општина Зеленикова во режија на ВМРО ДПМНЕ. Во општинската изборна комисија на Зелениково за претседателка е назначена Елена Маневска Јовановска, сестра на кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМНЕ Коста Маневски.